Деца, добар ден. Јас сум учителка Мими, сигурно веќе се сеќавате на мене од претходните неколку пати што се видовме. Денеска учителка Мими ќе ви чита една прекрасна приказна за еден жабец кој се нашол во опасност. Еве го нашиот жабец крекалец. Еден жабец крекалец тргнал на прошетка. Скокал и крекал и на крајот му станало здодевно. Сакал да скока заедно со некого, но ливадата му се видела празна и голема. Одејќи така, жабецот ја сретнал чучулигата и рекол: "Кре, ајде да скокаме заедно." "Јас не скокам, јас пеам," му одговорила чучулигата, "но и јас не сакам да бидам сама, па затоа ќе летам над тебе." Жабецот продолжил да скока сам, а чучулигата летала над него и повремено си пеела. Кога навлегле во шумата на едно дрво, ја забележале верверичката. Жабецот и рекол: "Кре, сакам да скокам со чучулигата, но таа само лета и пее, ајде скокај со мене." "Цр, јас не скокам, не летам и не пеам," му одговорила верверичката. "Јас се јазам под дрвјата, но јас не сакам да бидам сама, па затоа ќе ти се придружам. Ти скокај, а јас ќе се јазам од гранка на гранка, од дрво на дрво. Цр." Жабецот и натаму си скокал. Над него летала чучулигата, а верверичката се јазела. Кога во тревата сретнале змија. "Ајде да скокаме, кре, ајде да скокаме заедно. Птицата само лета, верверичката се јази, а мене сам ми е здодевно." "Јас не скокам, не летам, не пеам и не се јазам. А Бога ми не барам ни друштво," му одговорила змијата. "Јас само лазам, но ако некој ми излезе на патот." "Бегај, жабче! Кре!" закрекал глас од другата страна на потокот. Жабецот веднаш скокнал и се нашол на другиот брег од реката. Кога бил сигурен дека ја избегнал змиината отровна уста, жабецот погледнал околу себе. Чучулигата се исплашила и одлетала. Верверичката високо се изјазила на дрвото, а до жабецот стоела друга жаба крекалица. Кре, јас сакам да скокаме заедно," му рекла. "Ајде, придружи ми се." Прекрасна приказна. А знаете ли жабецот крекалец што направил? Се издишил длабоко, затоа што се спасил од отровната уста на лошата змија. Земал длабоко воздух и рекол на неговата нова другарка, жабата крекалица: "Те молам, застани. Потребно ми е време да се смирам. Се исплашив многу од змијата. Ајде заедно да си подишиме. Земи воздух заедно со мене." И така, деца, жабата крекалица си нашла пријателче и продолжиле заедно да си крекаат и да си скокаат. Прекрасна приказна. Ајде сега да повториме. Читавме приказна за... Чекам вие да ми одговорите. Браво! Читавме приказна за жабецот и пријателите што ги сретнал попат. Што сакал најмногу да прави жабецот? Чекам повторно вие да одговорите. Така е.
Жабецот најмногу сакал да крека и да скока. Кого сретнал жабецот попат? Да, ја сретнал чучулигата, ја сретнал верверичката, ја сретнал лошата змија и на крај си ја сретнал другата жаба крекалица. Зошто бил жабецот во опасност? Размислете? Затоа што за многу малку лошата змија ќе го лапнела. Браво! Ги знаете сите одговори од приказната. Сега, ајде повторно ќе се вратиме од почеток на приказната. Погледнете го ова виолетово човече. Што ви го покажувам? Што мислите? Како се чувствува? Јас ќе ви кажам. Тоа е жабецот на почетокот на нашата приказна. Здодевно му е и многу е тажен, затоа што нема со кого да крека и скока. Одиме на второто човече. Ова синово, овдека што ви го покажувам. Жабецот попат ги сретнал верверичката и чучулигата. Меѓутоа, чучулигата летала високо горе, верверичката се јазела од дрво на дрво, а жабецот повторно сам си крекал и си скокал. И погледнете, нив им е здодевно, не знаат што да прават и како да се здружат. Одејќи по патот ја сретнале лошата змија. Погледнете какви биле очите на лошата змија, накосени, устата намрштена. Лошата змија сакала да ги лапне. А вака изгледале чучулигата, жабецот и верверичката кога ја виделе лошата змија, ова портокалово човече. Широко отворени очи и уста исплашени. Змијата сака да не изеде, бегајте! Кога избегале и се спасиле од лошото змииште, жабецот скокнал на другата страна од реката и ја сретнал својата другарка жабата крекалица. Кога сватил дека ја избегнал опасноста и кога сватил дека конечно си нашол свое другарче за скокање и крекање, жабецот ги отворил широко очите и ја насмеал устата од едниот крај до другиот крај споени со ушињата и бил среќен што си нашол пријателчиња. Деца, многу е важно да знаеме да кажеме како се чувствуваме во одреден момент. Еве, овдека накратко ви представив неколку чувства во кои што се нашол жабецот и неговите пријатели. На првата слика е тажен и му е здодевно. На втората слика е осамен и е збунет. На третата слика е представена лошата змија. На четвртата слика исплашен, чувствуваат страв. И на петтата сликичка се радосни, среќни и задоволни. Сега ќе ви покажам еден круг на емоции. Ова ќе можете да си го разгледувате и прегледувате почесто пати во денот, а за тоа верувам дека ќе ви помогнат вашите родители. Погледнете, овие малечки главички смајлиња се нацртани и избоени во различни бои и сите се со различен израз на лицето. Треба да научиме како се чувствуваме во даден момент од денот и да научиме тоа точно да го кажеме на возрастните, за тие да знаат да ни помогнат. А тоа ќе го направиме само доколку почесто си ја гледате оваа табла со емоции и си разговарате со своите родители, а и со своите учителки во градинка, се разбира. Гледате, овие жолтите човечиња се сите
среќни, весели и задоволни. Така, ова е радосно, ова е надежно, се надева дека ќе му се случи нешто убаво, ова е чувствително, може би заљубено. А ова, што му светнала сјаличка тука, е креативно. Аха, ми текна идеја. А ова се смее, е возбудено. А ова, од што е радосно, дури му течат и солзички. Ајде сега да видиме ке црвените човечиња, погледнете. Бесно лошо како нашата смиичка од приказната. Ке ве оставам сите останати да ги разгледате посебно со вашите родители. А сега ќе правиме една вежба. Ама треба да повторувате сите заедно со мене. Еве го нашиот жабец крекалец. Како зборувал жабецот? Крекре, крекре, повторувајте по мене. Крекре, крекре. Браво. Како зборувала чучулигата? Чучулигата свиркала, деца. Ајде да се обидеме и ние да свиркаме. Браво, браво. Подолу е верверичката. Како зборува верверичката? Цр, 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 цр. Ајде повторувајте со мене. Цр, 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 цр. И на крај, лошата змија. Како, деца, прави лошата змија? Ајде сега, браво. Можете ова да си го повторувате денеска. Сега друга вежба. Жабата скока. Пилето или чучулигата лета. Нашата верверичка брзо се јази по дрвјата, а и скока. А змијата, деца, има ли нозе? Така е, змијата нема нозе, змијата лази. Денес ке научивме многу работи. Ке ви дадам задача да си ги нацртате сите овие ликови, меѓутоа, ако можете, на листот да ги представите како се чувствувале, како се чувствувала жабата кога била исплашена и чучулигата и верверичката, како се чувствувала кога била среќна, така да ја нацртате, потоа да го нацртате лошиот лик со накосени очи и намрштена уста на лошата змија. И за крај ќе ви дадам неколку задачи. Интересни. За да ги направите тие интересни задачи, треба да си направите место во вашиот стан или куќа каде што живеете, внатре, надвор не. Не смееме да одиме сега за сега. Првата вежба е 5 пати да скокнете како жаба. Втората вежба е да ги расширите крилата и 1 минута да летате како нашата чучулига. Третата вежба да свртите 3 брзи крупчиња околу вашата трпезариска маса како што трча брзо нашата верверичка. И четвртата вежба да лазите 2 минути како лошото змииште. Ве сакам и гушкам, дечиња. Се гледаме утре.